Во саботата Кочанското пензионерско здружение беше домаќин на 15-тата регионална ревија на музика, песни и ора. На регионалната ревија настапија представници на здружениите на пензионери од Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево, Берово и Кочани. За значењето на ревијата и негувањето на народниот фолклор, музика и песна зборуваше Драги Аргировски, председател на Сојузот на пензионерите на Македонија. Како најмасовна и најактивна невладина неполитичка политичка организација, сите вас да ја поздравам и да ви посакам денеска да се чувствувате пријатно, бидејќи дојдовме тука да се дружиме и да покажеме дека достоинствено го негуваме фолклорот и во овој дел на Македонија. Во името на градот домаќин, учесниците ги поздрави градоначалникот Радко Димитровски и воедно ја отвори манифестацијата за отворена. Источниот дел изобилува со богат фолклор, со песни, со музика, со игри, со ора, и ние денеска на тој начин ќе се представиме и самите и ќе ја представиме Република Македонија и ќе се представиме како треба да живееме во едно заедништво, како треба да имаме единствена цел, а таа цел е да живееме заедно. Присутните во салата на Центарот за култура Бели Мугри имаа можност да ги проследат пензионерите од Берово и Пехчево, кои се представија со пејачки групи кои негуваат македонската традиционална народна песна од Мелешевијата, додека пензионерите од Делчево и Македонска Каменица покрај музичките номери со изворни песни од пијаници од Соговијата се представија со изворното оро Копачка, кој е заштитен бренд на овој крај од страна на УНЕСКО. Копачката беше презентирана во изведба на машка и женска играорна група. Пензионерите од Виница го изведаа обичајот истерување чума, проследен со народна песна од овој крај, како и со неколку мешани ора, додека Здруженијето на пензионери на Кочан изведе народни ора од Соговијата. На Кочанското здружение на пензионери му беше врачено признание од Сојузот на здружениите на пензионери на Македонија за континуирано учество на досегашните ревии на музика, песни и ора.